Нема едноставна дефиниција на семејството. Тоа е основната клетка на општеството. Во својата најосновна смисла, едно семејство е група на поединци кои имаат правна или генетска врска. Но за многу луѓе семејството е многу повеќе, па дури едноставната идеја на генетски врски може да биде покомплицирана отколку што изгледа. Социјалната функција на семејните релации ќе биде во фокусот на оваа приказна. Семејните релации е темата која провејува како суштинска во првиот долгометражен македонски игран филм за деца Стела. Приказната за филмот започнува пред многу години, кога режисерот Стојан Вујчич и продуцентот Огнен Антов се договараат да истражат нешто што се случува во нивните животи, односно семејните релации. Како растеа нашите деца и како ни се комплицираа семејните релации, нели? А нема приречник за тоа. Тргнавме во едно истражување. Заврши со тоа што го создадовме филмот Стела. Стела е нешто што покажува дека сите деца и какви да им се семејните релации имаат шанса да бидат среќни, да бидат задоволни, да бидат деца пред се. Значи, таму ги истраживме односите помеѓу мајка, татко, доминантни, керка нема, има нели главен лик е Никола. Меѓутоа ставивме и куче, кое што куче беше символ на една љубов која беше едноставно чиста, едноставна љубов која што го прифати детето без никакви предрасуди, без никакви условувања, не му постави, детето можеше едноставно да се снајде повеќе и да си го реоформи семејството назад, да се ги врати сите релации на своето место, за да сите имаат едно така среќно живење. Идејата и беше да се покажат семејните комуникации. Че идејата на Стела као еден и единствен никогаш направен филм за деца беше да биде учебник, да биде приречник на новите семејства. Зошто новите семејства? Заради тоа што живееме во едно многу брзо време каде што се почесто и почесто родителите немаат време за своите деца. Времето им го купуваат со мобилни, со таблети и забораваат на вистинскиот однос и вистинските комуникации кои што треба да ги имаат, почнувајќи од едно базично прашање, кога ќе го прашаат како си помина на училиште, што научи ново и сите тие работи, а во исто време бараат од нив да тие бидат во некаква си трка и потрага по нешто кое што веројатно и не постои. И заради тоа направивме еден учебник да се вратиме на изгубените вредности кои што сме ги имале можеби во некое време во кое што јас и Стојан сме растеле. Стела е повеќе слоен филм, почнат е од главната идеја за семејните односи и комуникации. Една од пораките кои што инсистиравме да ја покажеме беше булирањето и физичко, и сајбер, и емотивно, заради тоа што живееме во едно општество во кое што сосема случајно развивајќи ја Стела, дојдовме до еден интерен податок кој што ние го правевме за наши истражувања и за нашите потреби, дека едно на секој 6 деца е булирано. И тоа булирање се пренесува во семејството, родителите воопшто и не знаат дека тоа се случува и дека живеат децата низ еден таков начин. И на крајот, освен булирањето и комуникацијата, сакавме да покажеме дека љубовта како универзално нешто може да ги победи, да ги обедини сите чувства во семејството и на крај некако работите да се порамнат во една нормална граница. Одлична е пораката во филмот, дека изгубената семејна релација може да го уништи семејството, особено негативно да влијае врз децата. Тие истражувања покажа дека децата најчесто се чувствуваат виновни за било што во семејството, иако е тоа нерационално во некои моменти. Значи родителите може да се сакаат, да не се сакаат, но детето сепак ја чувствува вината дека они не се согласуваат ради него, дека немаат едноставно никаков однос меѓу себе и дека центарот на целата таа вина е самото дете. Кога ќе се нарушат семејните релации, највеќе страдаат децата. Стела покажа, нели, дека ако се има и малку волја во семејството или некој трет субјект кој ќе покаже дека не е се така црно, дека може да се возобнови и така натаму, дека секој дете може да се најде својата звезда и својата среќа. Тоа значи дека ќе мора многу да се потрудиме и многу да се разбереме и себе, и децата околу нас, и нашите деца, и било кој, дека едноставно тоа што го чиниме ние некои дела кои што не се согласуваме со сопругот, сопругата, било кој партнерот во било како, дека највеќе страдаат децата.
слушаш тишина. Многу мажи и жени се однесуваат еден кон друг како кон непријатели, наместо како партнери. Некои мажи изборуваат лошо за своите сопруги, ги понижуваат па дури физички ги злоупотребуваат. Но ова не е начин на кој бракот би требало да функционира. Децата учат како да комуницираат гледајќи ги нивните родители. Ако комуникацијата меѓу родителите е отворена и ефикасна, тогаш голема е веројатноста и нивните деца да комуницираат така. Добрите комуникацијски способности на децата ќе им бидат од корис во текот на целиот живот. Семејството е основна клетка на општествениот живот, создадено во текот на историскиот развој на општеството. Како што тоа се развивало и менувало, така се развивало и менувало семејството. Вистинското семејство им овозможува на своите членови емоционално и духовно сродство, преку заеднички вредности, верувања и традиции, заеднички искуства и активности, безусловна и неосудувачка поддршка. Семејна релација е еден широк поим, значи постојат неколку видови на семејни релации кои се испреплетуваат во текот на животот, така да еве ќе почнеме од релацијата, од партнерската релација, каде што нели се формира семејство и веќе се формира еден, да кажам, почеток на семејството, што би се нарекло семејна релација. Од партнерските односи, нели секако понатаму мораме да бидеме свесни дека произлегуваат и оние други односи родител-дете. Тука мораме да напоменеме дека во однос на релацијата родител-дете, релацијата помеѓу партнерите е многу битна за развојот на детето понатаму во неговиот живот. Исто така постојат и роднински релации кои се многу важни во текот на целиот живот за да функционираме нели по соодветно и по функционално нели понатаму низ текот на нашиот живот. Семејството и семејните вредности се важни елементи на културата. Најголем дел од семејните вредности се одвиваат главно преку семејните односи. Семејството во минатото некако многу полесно се дефинираше, затоа што беше статично и универзално, додека денеска е многу потешко да се дефинира семејството и дури онаа дефиниција која што сите знаеме дека семејството е основна клетка на општеството, се отворило многу социолози, затоа што сметаат дека денес на општеството не му е потребно семејството, дека практично општеството може да постои и без семејство. Денес заради современиот начин на живот, нели динамиката, културните влијанија и целата таа промена, повеќе зборуваме за семејства наместо семејство и практично има толку дефиниции колку што има и семејни модели. Имаме значи традиционални реконструирани семејства, семејства со самохрани родители, посвојувачки, изгрижувачки, па дури и семејства по избор. И дури онаа дефиниција која што имаме ние во законот дека е заедница помеѓу маж и жена и нивните биолошки деца, дури таа се отфрла од многу социолози затоа што се смета дека денеска нема потреба од некаква хетеросексуална основа или правна основа или пак биолошка основа за да постои семејството. Иако ние на семејни се уште веруваме дека таа дефиниција за семејството како некаква клетка на општеството е се уште многу важна, мораме да признаеме дека денеска има многу дефиниции за семејството и тешко е да се дефинира семејството пред се заради таа комплексност и заради тоа што има многу плурални форми на влијание и ние со студентите ги проучуваме сите форми. Мислиме дека тоа е вистинскиот пристап кога се проучуваат сите модели на семејство и се дефинираат на посебен начин. Семејството не може да биде заменето од страна на која било социјална институција. Роднинските релации носат на барем кај нас балканците носат на традиционална порака на градење на една таква блискост која води кон доверба, подпирање на некого, една љубов, хармонија во семејството, што понатаму нели гради и како понатаму ние да ги градиме односите во нашето семејство. Се помалку и помалку тие роднински врски ги имаме, токму тие врски со баба, дедо, брат, сестра, роднини, заради нели брзиот и стресен начин на живот, но дека се многу битни, многу се битни, особено врските со баба и дедо, времето поминато со баба и дедо и се она кое може да се стекне и да се научи од бабата и дедото и нели тоа се родители на
нас, родителите кои го растеме детето, и на тој начин ние му покажуваме како утре треба да се однесува и кон самите нас. Така да, дефинитивно тие врски не треба да се изостават и треба нели до крајот на животот да се негуваат, затоа што тие се крвни врски. И токму од нив ние сме од најмали нозе сме научиле најбитните работи во нашиот живот. Вредностите, морални вредности, оние семејни вредности, да бидеме блиски, да бидеме заедно, да се собираме, затоа што таму е среќата. Мораме да бидеме свесни дека крвните врски дефинитивно кога ќе се собереме сите заедно на маса, навистина вродуваат со една најголема среќа, и тоа е нешто кое треба да им го пренесеме и на нашите деца понатаму. Од повеќето функции што ги има семејството, социјално-воспитната се смета за една од најважните. За жал се чини дека во последно време малку се води грижа токму за оваа улога, односно за промовирање на семејните вредности кои имаат важна улога во градењето на здрави хумани личности. Семејството како основен извор на социјализација има примарна улога во создавањето вредносен систем кој понатаму ни служи како патокас во животот. Тоа се ставови, идеи и вредности кои што ги имаме сите ние во рамките на нашите семејства, кои што представуваат некаков компас за тоа како се однесуваме и како живееме во рамките на нашето семејство, и тоа е збир на сите оние етички, морални, политички, верски, дури и работни вредности кои што ги имаме и се многу важни за чувството на идентитет и на припадност и за понатаму некаков правец во животот. Во Америка често пати се прават практично семејни вредности во заедно семејство, конкретно што се персонализирани, со цел семејството да знае какви активности да има за да ги почитува и да ги оствари тие вредности. Кај нас се смета дека семејните вредности се повеќе слабеат или изумираат и многу често семејствата остануваат без вредносен систем. Тоа може да се објасни многу лесно, значи кога немате некаков цврст вредносен систем, тоа е како брод кој што плови на отворено море, а при тоа без капетан или без кормило и водата ве носи каде сака, не на друга страна, значи немате правец, немате никаква сигурност или стабилност во живењето. Лошата семејна врска во раниот детски развој ќе се одрази подоцна во однесувањето и во градењето социјални контакти. Во отсуство на изграден вредносен систем се создаваат личности без идентитет, кои лесно стануваат предмет на манипулација, па дури и девијации. Има и уште една релација која е многу важна, релацијата со самиот себе. Модерните семејства, како и да ја нема таа релација со самиот себе или пак на некој друг начин, обратен, почнуваат да ја работат, да ја прифаќаат и токму заради тоа постои и големо размишување. Ќе тргнем од проблематиките и предизвиците со кои доаѓаат тука кај нас, кои се многу чести, токму поради тие размишани семејни релации доаѓаат најмногу, а доаѓаат за нивното дете. Но нивното дете нема да има толку висок предизвик и проблем ако тоа не тргнало од дома. Мораме да бидеме свесни како родители, така да она што се случува во модерните семејства е размишани партнерски односи и размишана релација со самиот себе, незнаење на каде, со кого, каде, како да објаснам, тоа е еден тако хаос во нивната глава, да, еден процес на хаос, процес на голем стрес, кој сами си го создаваат, на преувеличување на нештата, незнаење што сакаат, незнаење каква вредност всушност издигаат од самите себе, па ги разнишуваат сите врски и на крајот, да не кажам многу пати луѓето стануваат сами, а каде се децата во целиот тој процес, сите незадоволни околу, ама децата растат во една ужасна средина и понатаму не се градат како личности. Многу е важно да им напоменеме на модерните семејства, се во ред, почитувајте се сами себе, но без другите ние сами со себе не можеме да живееме, затоа таа релација која треба да ја градиме со другите, прво започнува од самите нас, за да израснеме здрави и среќни деца. Се чини дека семејството денес е исправено пред сериозна криза. Семејствата се борат со бројни предизвици. Некои се справуваат со сиромаштија, па при тоа приоритетот е ставен на обезбедувањето основни животни услови. Други пак имаат пари, но се справуваат со недоволно време поради што честопати не можат да направат баланс помеѓу работата и семејните релации. Иако живееме во модерно време, тука уште најдоминантна семејна форма е традиционалното семејство.
Мислам дека се уште сме традиционално општество во кое што немаме никаков степен на подготвеност. Тоа е повеќе карактеристично на скандинавските земји, меѓутоа секако треба период нели на привикнување и на демократија и на учење за сите овие и вредности и модели на семејство кои што ги споменав. Според истражувањата на бројни современи аналитичари, модерното семејство постепено ја губи својата економска и психолошка конзистентност во обезбедување на безбедна екзистенција за поединецот и ја губи својата способност да действува во насока на зачувување на моралните стандарди и етички норми. И значително се намалува внатрешниот едукативен потенцијал, пред се во позитивната социјализација на децата при формирањето на вредностните ориентации кај тинеџерите. Модерно семејство е веројатно секое друго семејство кое што се разликува од онаа традиционална форма на која што ние сме научени или која што ја познаваме. Дали ја губи суштината, можам пред се да кажам дека традиционалното семејство го губи своето значење заради сите промени кои што настанале и заради тоа што луѓето се помалку се идентификуваат како припадници на овој тип на семејство. Дефинитивно семејството губи својата цврстина и тоа можеме да го видиме од она што ние како статистички показатели, како параметри што секоја година ги добиваме. Значи се помал број на бракови, се поголем број на разводи, намалување на раѓањата, раѓање надвор од бракот. Значи сите тие параметри ни покажуваат дека веќе семејството го нема значењето кое што го имало. Исто така, денеска на луѓето им е поважен индивидуализмот. Индивидуализмот значи го зафаќа приматот наместо колективната среќа. И младите луѓе се помалку одлучуваат, например, да стапат во брак. Или пак го одложуваат бракот. А имаме многу што воопшто не сакаат да стапат во брак или да имаат деца. И ние го гледаме тоа секојдневно со нашите истражувања кои што ги правиме на студентите. Имаме секоја година истражувања кои што ни покажуваат дека се помала е желбата на студентите или помалку од нив се гледаат во рамките на семејството или како родители. Зошто е важна комуникацијата како една семејна релација? Вака, најпрво би сакала да пратам една општа порака на тоа дека секое семејство има своја различна и автентична комуникација. Нели ќе видиме различен тип на семејства кои каде што можеби некаде вербалната комуникација ќе е на повисок тон, каде семејства кои ги викаме дека се бурни, можеби имаме некои семејства што се порезервирани и поприватни, меѓутоа без разлика на нели каков е тоналитетот и разговорот во семејството, тоа што е најбитно е да имаме една ефективна комуникација, а тоа подразбира да семејните релации внатре во семејството бидат насочени кон разбирање, кон разбирање значи на потребите на членовите на семејството, кон валидација на нивните ставови, кон баш една подлабока, градење на подлабока и поинтимна релација помеѓу членовите. Комуникацијата е екстремно важна во градењето на овие семејни релации, токму поради тоа што ни овозможува да секој припадник на семејството успее да помеѓу себе си ги сподели своите грижи, желби, интереси, потреби нели на крај на денот. И како поуспешно помеѓу себе да воспостават подлабоки и поинтимни релации кои ќе дадат во семејството една подлабока средина која ќе овозможи нели личен раст и развој на секој индивидуа во семејството, а со тоа и една попозитивна, поубава атмосфера во семејното обкружување. Многу е важно кога зборуваме за комуникацијата, нели да сме свесни дека високо ефективна комуникација, значи квалитетна комуникација ќе доведе до тоа да и кога има можност за евентуален конфликт, таа комуникација ефективно ќе го разреши конфликтот, значи ќе успееме подобро да ги разбереме нашите спротивставени ставови, а во истиот момент и ќе овозможи како тоа побрзо да се репарира. Значи во секој домен на споделување, таа што ќе ни овозможи да имаме баш повистински конекции. Зошто? Затоа што во суштина комуникацијата пред се подразбира поврзување. Колку ние се поврзуваме во релациите. Во овој момент нели збориме за семејните релации, меѓутоа она е општо важечка за сите релации кои ние ги градиме во текот на животот.
Често пати ние гледајќи филмови, серии или читајќи ги идеализираме тие семејни релации, семејна комуникација, па сметаме дека не треба да се караме, бидејќи ако имаме кавга, тоа значи дека имаме некаков проблем, а не пак како не го користиме како искуство за да научиме разрешување на конфликти во тие семејни релации. Навистина, мислам, тоа што не го гледаме вака пласирано на ТВ екраните без разлика на сите социјални медиуми, нели изгледа така фино, романтично, идеализирано, оптимистички. Апсолутно во секојдневието не е така, затоа што ние сме нели живи луѓе, секој ден се менуваме, имаме мал милион процеси во текот на еден ден. И ова што го кажа е особено важно, затоа што забораваме дека во суштина конфликтот е плодна почва за тоа повистински ние да се разбереме што е тоа што не прави поразлични еден од друг, затоа што нели сите ние сме различни. И овозможувањето на квалитетно разрешување на одредени нели евентуални ситуации кои би ескалирале во конфликт, пак ја повторам, повеќе зближува. Во таа насока колку е важно да научиме дека во семејството сите ние имаме партнерска улога. Нема некој што е поважен, некој што е помалку важен. Колку во тие насоки да научиме како комуникацијата да ја трасираме, да не ни ги поткопа темелите. Се согласам со тебе дека нели секоја една единка во семејниот систем е особено значена. Нормално се предонесува за тоа да семејството биде да има таа динамика која е потребна и сите знаеме, мислам, психологијата исто кажува, јас како семеен системски терапевт одма можам овде да се надоврзам со фактот дека нели како ние имаме различни развојни задачи во текот на еден животен циклус и нормално во зависност од тоа какви развојни задачи одговара секоја единка во семејството, според тоа ќе збориме какво и семејството. Например, имаме семејство со мало дете, семејство со училишно дете, семејство со дете кое треба нели да се лансира во индивидуализација и тоа би било лансирачко семејство, така да апсолутно се согласувам дека секој ден си има своја улога, меѓутоа тоа што е уште поважно е вториот момент што го споменуваш, а тоа е дека кога нема успешно да се разбереме дека секоја една единка има различни потреби во семејниот систем, нели, ако имаме дете адолесцент, тоа е тоа што има потреба за една јака индивидуализација каде што ќе ги руши сите граници и правила претходно воспоставени во системот. Нели го користам ова како еден од многуте примери. Буквално ќе видиме како колку во овој момент комуникацијата е потребна. Зошто? Затоа што многу малку фали да ние не успееме себе си да се разбереме, нели без разлика дали тоа е партнерската релација во семејниот систем, дали тоа е релацијата родител-дете, дали е сиблинг позицијата, значи сиблинг позиција нели брат сестра, позиција без разлика која од тие позиции е нели зафатена со комуникацијата, битно е дека колку поуспешно успеат тие единки во таа релација да се разберат, да се прифатат, да се валидираат во своите емоции и ставови, да можат безгрижно да ги искажат своите ставови и емоции, толку поуспешно ние ќе можеме да ги градиме овие темели, а не да ги поткопуваме. За жал, тоа што се случува доста често е да многу заради X фактори нели ние успеваме некако да подзаборавиме на дека тоа бара нега и бара грижа и многу често сме сведоци на тоа колку помеѓу себе членовите не успеваат да се разберат, каде што ескалира нели во некои конфликти кои не успеваат убаво да се разрешат и сето тоа доведува до една ситуација во која ние се чувствуваме под тек на известно време отуѓени еден од друг. Да, често пати, можеби и времето во кое што живееме, товарот, предизвиците на кои што сме изложени, создаваат од нас буквално роботи, не луѓе, и на некој начин кога ќе дојдеме дома сме преморени да ја шириме таа комуникација, но колку тоа е погрешно. Самата мислам дека инстинктивно ми бара да посочам нели кон целиот аудиториум кој ќе не гледа денеска дека стварно треба да станеме да се преиспитаме нели каква порака праќаме, особено кога веќе сме нели родители, затоа што знаеме колку децата учат од примери, што е тоа што ние треба кога ќе дојдеме дома да буквално посветиме внимание, тоа да сме вистински присутни сега и овде. Така да баш таа комуникација не возможува да ние помеѓу себе изградиме поквалитетни односи, нели тоа би изгледало на тој начин кога ние ќе
не знам, кога ќе дојдеме од работа да знаеме дека окей, можеби немам време за тебе сега, меѓутоа мама ќе има време за тебе после 15 минути. При крај на вечерта да успеете да се чегирате со партнерот, како сме, што сме, баш онака едно вистинско слушање на потребите на секоја индивидуа, валидирање на емоциите, да не заборавиме дека во суштина семејниот дом би требало да ни биде едно безбедно место во кое ние треба навистина да ја симнеме онаа маската од сите улоги што ги носиме во текот на денот и баш да се чувствуваме безбедно, сигурно, прифатено, сакано. Би сакала да ја спомнам и релацијата со децата. Често пати и ние сме обременети од тоа што сакаме да постигнеме, не тргнувајќи од нивниот аспект, туку од нашиот. И таа релација често пати знае да биде натежната или уништена од нашите очекувања, а не вистински да ги разбереме потребите. Како еве во тие ситуации да постапиме, да разбереме колку е значајна поддршката, дека не мора детето да ги има сите петки, дека не мора да биде со сите другарчиња во добра релација, дека едноставно животот е такво искуство. Да, доста значено. Зошто, од кој аспект? Од аспект кога што некогаш доаѓаме дома и ќе речеме не си ги заврши училишните задачи, не го постигна ова, не знам, не се дружиш доволно. Тоа што го правиме всушност праќаме една многу убава критика кон нашите деца. И во тој момент буквално не ги сослушуваме што е тоа што се случило, да нема социализација или да има помал училишен успех. Знам дека не е едноставно. Знам дека во ова динамично време воопшто не е едноставно да навистина можеме да одвоиме време да сме сега и тука и да вистински слушнеме. Меѓутоа, ако се повикаме на овој момент дека растеме тогаш деца кои исто така ќе растат деца кои нема да се тука нема да се присутни во родителството, мислам дека треба да сме свесни дека имаме одговорност да навистина пробаме и да дадеме све од себе да го слушнеме детето во тој период, па дури и кога навистина не се соодветствува со нашите очекувања кои ние би сакале тоа дете да ги има. Што можеме да направиме вака по-практично, по-пластично да објаснаме, на пример да навистина еден разговор да успеете со преку емпатија да се ставите во чевлите на вашето дете, колку и да тоа изгледа страшно и невозможно. Не заборавате дека вие сте биле адолесцент или училишно дете, така да кога успеете некаде да дојдете до себе, да видите што вас ви се случувало во тој процес, мислам дека многу побрзо ќе успеете да се конектирате и со вашето дете и да баш успеете да разберете што е тоа што се случува, затоа што ние можеби сметаме во моментот дека училишниот успех е најважен. Не ме сваќате погрешно, е важен. Меѓутоа во секој случај можеби во тој период се случува нешто. Сведоци сме на булинг, сведоци сме на тоа што социјалните медиуми прават денеска, сведоци сме колку децата имаат се поголеми очекувања од општеството и од социјалните медиуми што им пласираат, а дополнително на тоа и нашите очекувања од родителот. Така да доколку постои можност да тоа биде низ една вистинска емпатија, низ една вистинска поврзаност, низ една активно слушање, да сме тука за нашето дете, да го слушнеме што сака да каже, мислам дека ќе успее да се избегнат оние негативни стереотипни комуникации каде што нели би употребувале критика, осуда или нешто слично, кое апсолутно не е посакувано, особено во еден од најкривките периоди на развој на децата. Играта представува медиум, средство, јазик со кој што децата ги изразуваат своите мисли и чувства. Така да играта може да има терапевско дејство, кога детето се справува со некои си стресови, трауматско, искуство, кога кои што имаат развојни потешкоти, анксиозност и така натака. А додека пак играта може да има и учечка форма, доколку ја води терапевт или пак да го зацврстува односот на родител, дете, родител, возрастен во домашни услови. Така да со играта го поттикнуваме вниманието на детето, самостојноста, исто така детето вежба самодоверба, потоа учи правила, друштвените игри исто така се многу важни за социјализацијата кога детето ќе почне да оди во градинка. Така да играта е многу важен процес и зацврстување на врската меѓу родител-дете.
игрите започнуваат уште кога детето ќе се роди. Детето, значи, тогаш го истражува светот со помош на сетилата, со помош на рацете. Потоа исто така околу 10 до 12 недели детето ги гледа рацете, значи тогаш се развива таа око-рака координација. Потоа околу 17 до 18 недели имаме око-рака уста координација кога рацете ги пика во уста, значи тогаш е таа орална фаза настанува. И потоа околу 5,5 до 6 месеци е кога детето има око-рака око, нога, уста координација. Значи детето тогаш си ги истражува нозете и си ги става нозете во уста. Таа игра се нарекува физичка, односно сензитивна игра. Исто така да напоменам, кога детето кога детето веќе е ментално и емоционално зрело, слободната игра го стимулира дивергентното, значи размислување, а додека пак игрите со имагинација даваат креативност кај тоа дете. Прво ќе кажам дека воспитувањето, како и градењето на врската родител-дете е една комплексна тема. Зошто? Значи, воспитувањето се базира на таа релација која што се воспоставува меѓу родител и помеѓу детето. Меѓутоа, таа врска континуирано според развојната доба на детето се менува. Значи, поставуваме една базична основа родител-дете, така да се биде родител е да се биде родител на дете на она што го имаме, а не она што родителот сака да го има. Затоа што обично детето уште самото кога ќе се роди, родителите имаат фантазија или пак неостварени амбиции од нивното детство и најчесто тоа ќе биде лекар, тоа ќе биде адвокат и така натака. Така да, значи детето исто така кога ќе се роди, ние го гледаме како трон на семејството, но не, тоа е само член на тоа семејство, бидејќи кога си трон на тоа семејство, целото внимание и целата изложеност е насочена кон еден член во семејството, односно кон детето. И тука најчесто кога стануваме породители, функцијата на маж и жена, односно брачните партнери, ја губат својата улога на маж и жена и само се насочуваат кон детето. Да, треба, но едноставно да не ја заборавиме и нашата индивидуалност, затоа што првин треба да сме единки, да бидеме добри за самите себе, за да бидеме родители, онакви какви што треба да бидеме за да изградиме една здрава релација. Секој член во семејството треба да си има свој личен простор. Исто така кај децата кои што се ментално и кои што се емоционално зрели, тоа значи кај деца над 3 години, бидејќи децата до 1 до 2 години се уште се зависни од мајката и таткото, од своите физиолошки потреби според пирамидата на Маслов. А пак додека децата над 3 до 5 години веќе треба да имаме начин на поставување на граници, бидејќи секоја граница е со фрустрација. Не тоа да земе детето да плаче, да не бидам погрешно сватена, туку едноставно детето треба да ја знае своето место, треба да го знае своето место во семејството. Исто така, родителите треба заедно да ко-креираат со тоа дете. Значи, ние не можеме да знаеме, родителството не иде со некое упатство. Секое дете во семејството е своја индивидуа и исто така таа индивидуа треба да се почитува. Ако првото дете во семејството сме го одгледале и сме го воспитувале на таков начин, второто дете може ќе биде сосема поинаку, бидејќи секое дете се раѓа со генетска предиспозиција. Ние колку и да сакаме да негуваме нешто, да ставиме нешто, сепак во тој однос зависи и генетската предиспозиција на тоа дете. За да бидеме родители такви какви што треба да бидеме за таа здрава релација, треба да си поработиме и на самите себе си право. Кога родителите имаат воспоставено хармоничен однос, децата се среќни и сигурни, растат во добри граѓани и прекрасни луѓе. Богато семејство не е она кое живее во палата и има многу пари. Богато е она семејство за кое агресијата, дисхармонијата и отугеноста се непознати поими. Зошто релациите се важен елемент за успешно семејно функционирање, ви откриваме во оваа приказна. Семејните односи се првите општествени односи во кои детето живее и во кои ги стекнува првите сознанија.
Во семејството децата ги обликуваат првите ставови, тука ги градат првите навики во однесувањето и делувањето, тука се поставуваат цврстите темели на идната личност и карактерот. Рековме дека тоа е место каде што детето прво учи за се што го обкружува, за социјална интеракција, за комуникација, за модели на однесување и нормално доколку имаме средина во која што имаме насилство, запоставување, злоупотреба или други дисфункционални појави, нормално е дека детето нема да успее да создаде позитивна социјална конекција и понатаму во текот на животот и тоа негативно се одразува во повеќе аспекти. Например, имаме несигурно социоемоционално поврзување, кое што потоа влијае негативно врз остварување на други врски, дали со партнерите, дали во иднина како родители. Во обкружувањето постојано чувство на недоверба, несигурност, немање на добра комуникација, исто така негативна емоционална регулација. Значи, на се одразува генерално. Добрата и пријатна семејна средина, привлечната атмосфера, топлината што ја зрачат здравите односи е прв предуслов воспитанието да биде успешно без поголеми судири, стресови и разочарувања. Детето е таму каде што имаме позитивна социјална средина која што го поддржува детето, го поттикнува, нормално дека имаме и позитивен развој. Таму каде што имаме негативна средина со различни типови на дисфункции, таму нормално во најмала мера се кочи развојот или се ограничува социјалниот развој на детето. Семејството влијае врз обликувањето на поединецот во текот на целиот негов живот, бидејќи тоа е природна средина во која човекот живее и за која е врзан се до својата смрт. Семејните партнери не треба да бидат диктатори, треба да бидат партнери во процесот на донесување одлуки. Кога одлуките не се наметнати од едно лице во семејството, владее и хармонија и секој член се чувствува одговорен и активен учесник во решавањето на семејните проблеми. Често имаме такви моменти каде што едниот сака да е подоминантен, не само во однос на децата, туку воопшто во тие партнерски релации, затоа што ние самите по себе, по природа или па да не кажам и балканските држави имаме еден таков момент каде што едниот треба да е подоминантен од другиот, што и не би требало да е така, и токму заради тоа и се случуваат оние разнишувања во партнерските релации. Што значи здрава партнерска релација? Тоа значи да има, да кажам, соодветна средина, да развиете на соодветна средина разбирање и сооднос помеѓу нив, каде што може да владее во секој еден момент хармонија и не она притегање колку може или како би поминало времето со партнерот и цело време да се надмудруваме кој е подобар, кој заслужува, кој не заслужува, туку да изградиме едно разбирање и една хармонија во тие партнерски релации за да траат понатаму. Мораме да напоменеме дека во однос на партнерските релации ние имаме и многу разводи во последниот период, токму заради таа доминација, нетрпение, неразговарање, нели немање еден добар сооднос помеѓу партнерите. Комуникацијата како основа на семејните релации е од суштинска важност. Потребна е внимателност со зборовите и што ќе се каже во моменти на вознемиреност. Понекогаш може да се кажат нешта што никогаш не би ги кажале во поинакви околности. Партнерите треба да си покажат љубов, нежност и трпеливост, зашто тогаш и децата ги чувствуваат позитивните вибрации и бараат начини за да возвратат на тоа. Многу често луѓето живеат во иста куќа, а не знаат ништо еден за друг. Но она што мене лично ме загрижува е дека имаме се поголем број на дисфункционални семејства, каде што имаме насилство, запоставување, злоупотреба, конфликти, несреќни семејства, незадоволни, или пак семејства каде што немаме топлина, немаме никаква комуникација. Имаме многу често интервјуа со семејства или нашите студенти интервјуираат семејства каде што велат дека немаат никакви проблеми во семејството, меѓутоа немаат никаква комуникација во семејството, не владее никаква топлина, никаква комуникација помеѓу семејните членови, едноставно живеат како дел од некакво домаќинство, тоа не е семејство. Исто така, загрижувачки е тоа што поголем дел од младите луѓе не се чувствуваат блиски со речиси никој член од семејството. Правевме едно поголемо истражување на нашите студенти, кој што го повторивме после 4 години на истиот прашалник и кој што ни покажа дека значително намален бројот на
студенти, на млади луѓе кои што се изјаснуваат дека се блиски со некој член од семејството. Родителите треба да разговараат постојано. Подобро е проблемите да се решаваат навремено и искрено, отколку да се остават да се таложат, пошто ќе дојде до експлозија и големи несогласувања. Најважно за правилна комуникација е секој кој погрешил да ја признае својата грешка и за истата да се извини. Ако едниот направи грешка, треба да се прости. Непотребно е да се внесува гнев. Важно е да има физичка поврзаност, заеднички активности во домот, време за заеднички оброци, заеднички теми за дискусија. Добриот однос меѓу родителите партнери бара трпение, љубезност, понизност, жртва, емпатија, љубов, разбирање, простување и напорна работа. Семејството има клучна улога во формирањето на самостојна личност кај детето, повеќе од влијанието на училиштето. Здрава релација помеѓу сопружници мора веднаш да ја гледаме како модел какво треба да биде нашето дете во иднина. Сите ние како родители си имаме една слика и посакување и желби како треба да расте и какво треба да биде нашето дете, но мораме да бидеме свесни дека токму релацијата помеѓу нас како партнери е еден модел за детето како понатаму да реагира и да изгради нели и тоа дете релации во неговата иднина. Така да мораме да размислуваме како разговараме секојдневно, мораме да размислуваме што му пренесуваме преку нашиот модел и преку се она кое го создаваме секојдневно како искуство за нашето дете. Така да тука мора да постои една топлина, љубов, разбирање, соработка, за да се изгради една топла, пријатна, безбедна и стимулирачка атмосфера, каде што детето ќе научи што е љубов, што е почит и што е соработка. Од токму од тоа место детето учи како понатаму да се однесува со другите луѓе и како да гради воопшто односи и вредности за самото себе во иднина и да се гради во една просперитетна личност каква што и посакуваме како родители. Бројни истражувања потврдуваат дека семејството е најважниот фактор за обликување на детето, а особено првото десетлетие од неговиот живот. Семејството е прва биолошка и социјална заедница, основа за сите други општествени поврзувања на луѓето, базична економска точка на екзистенција, основа од која секој тргнува кон образование и работа. Модерното општество бара голем ангажман од родителите и децата кои се вклучени во голем број активности надвор од домот, што доведува до недостиг од поминување квалитетно исполнето време во рамките на семејството. Тешка е борбата да се балансира помеѓу работата и помеѓу семејството и затоа се многу важни овие теми всушност кои што денеска вие ги начнавте. Треба да се зборува повеќе за тоа, да се дефинираат проблемите, да се научат моделите на семејства и на кое семејство што му е потребно. Значи системот на семејна поддршка треба да се апдейтира или да се прилагоди на новиот начин на живење. Во градењето семејни релации важен е процесот на информации. Во таа насока многу е важно родителот да биде отворен за примање и препознавање на информациите што ги добива од своето дете, без разлика дали се вербални или невербални. Само на тој начин родителот добива увид во однесувањето на детето, во начините како тоа се справува со препреките, на кој начин ги прави изборите. Тоа му дава можност да преземе проактивна позиција на предвидување на евентуалните проблеми, да планира и успешно да се справува со однесувањето на детето во различни ситуации. За успешно семејство потребни се успешни семејни релации, врски кои се градат со искреност и заемно почитување, разбирање и препознавање на емоциите и личниот простор, љубов, топлина и емпатија. Од суштинска важност е да разбереме дека еднаш изградените релации треба да се модификуваат, односно да се развиваат. Комуникацијата е клучен аспект на функционирање на семејството. Технологијата и технолошкиот развој играат голема улога во семејните врски и во релацијата родител-дете, односно влијаат на семејството со намалување на семејното време, комуникацијата и интеракцијата лице в лице. Користењето на технологијата има бројни позитивни ефекти,
но покрај добрата страна и можностите кои ги овозможува, мора да ги забележиме и негативните ефекти, особено во семејните релации и во релациите родител-дете. Овој развој има силно влијание кое придонесува за намалување на семејното време, директната комуникација и интеракцијата лице в лице. Одговорното користење на технологијата може да ги подобри семејните релации. Родителите играат важна улога во обликувањето на ставовите и однесувањето на нивните деца кон технологијата, бидејќи тие најчесто се нивниот главен модел. Децата учат гледајќи го однесувањето на родителите. Комуникацијската технологија има и силна социјална компонента и влијае врз развојот на личноста и го менува животот. Токму поради овие причини многу е важно родителите да научат одговорно да ја користат технологијата, со цел оваа вештина да се пренесе на децата. Лошиот карактер на децата никогаш не е дело на природата, туку е последица на лошото воспитание. Ова ќе го искористиме како завршница на денешнава приказна. Довидување до следната.